Македонските конфекции остануваат без работа. Порачките од германските партнери драстично се намалени. Единствено што работат се ситни налози со по стотина парчиња. Нарачки кои поради малиот обем конфекциите од Бангладеш не ги прифаќаат. Немањето на работна сила како и високите трошоци на домашниот пазар се причина поради кој македонскиот текстил станува неконкурентен. Цените на нашите услуги, она што работиме ние за надвор, не растат како што порасна нагло минималната плата. Минималната плата превише отиде 58% од просечната и тоа доста конфекции ги направи нерентабилни. И сега она што работиме ситни налози. Од некогашните 65.000 во моментот во текстилната гранка работат околу 25.000 работници. Проценките се дека во наредниот период бројот на вработени може да се намали за уште 5.000, објаснува Димитров. Бројот се намалува не само поради тоа што нема работа, туку и поради фактот што младите не сакаат да работат текстил. Потребно е да се направат дополнителни измени во Законот за работно ангажирање, со што пензионерите нема да имат годишно ограничување од максимум 180 работни дена, објаснува Димитров. Ние за пензионирање предлагаме за пензионерите кои ќе работат да нема ограничување годишно. Ако пензионерот сака да работи, може да работи на 4 часа, тоа е окей. Дали он сака 4 или 8 часа, тоа е нормално. Значи како он ќе покаже интерес, но зошто да се ограничува времето? Зошто да му се ограничи да работи, да речеме 3 месеци и после да не може да работи, а он сака и понатаму да работи. Со тоа пак ќе го тераме да работи во сива економија, да работи на црно. Као што сега работат сите пензионери на црно. За 2024 година извозот на текстилната и кожарската индустрија изнесува $518,5 милиони и е 6,15% од вкупниот извоз на државата. Висока застапеност со околу 93% има на лон производството, а само 7% отпаѓаат на класичното производство.